Да го потсетиме Мицковски што кажал. Се додека сум во ВМРО ДПМНЕ, Преспанскиот договор нема да биде завршена работа. Никогаш нема да кажам Северна. Ако кажам Северна, нека ми го одземат мандатот. А токму кога го доби мандатот, кога даваше заклетва, го кажа Северна толку силно да уште одзвонува во салата на собранието. Да не зборувам за тоа како одзвонува председателката на говорот на председателката на државата во салата во Обединетите нации, кога Северна го употреби повеќе колку сите претходната влада. Од нашата позиција, кој што сме иделе на протести против промена на името, сме барале ветување дека името ќе се врати, ќе се поништи Преспанскиот договор и така натака. Ние можеме тоа да го побараме денеска од ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски. Меѓутоа, вие кој што го сменивте името, испреговаравте Преспански договор кој што у суштина не е добар. Има добри делови Преспанскиот договор, не викам не, у некои делови тука и сум го афирмирал тој договор, меѓутоа испреговаравте многу нестабилен договор за на брзинка нели да го донесете, бидејќи тако ви беше аранжманот. Вие кои што форсиравте Северна у секој настап, на секоја телевизија, на секоја пресконференција, у секоја дебата, брусевте шахти, на кој што го пишуваш името Македонија, апсолутно немате никакво право да зборувате за поништување на Преспанскиот договор. Еве, ако сте многу толку не знам што, поднесете иницијатива во собрание за уставни измени со цел враќање на уставното име Република Македонија. Вие скокавте по метар и пол два у собрание кога Гордана Силјановска во собрание во незиното инаугурацијско обраќање пред пратениците, пред собранието, пред Кажа Македонија. Кажа Македонија и не го спомена терминот Северна. И видовте дека се нарушила вие бевте дипломатската на позиција страната на држава. грчката амбасадорка и грчката држава кога реагираше на говорот на Гордана Силјановска. Како што вчера вашиот лидер Венко Филипче се истакна као портпарол на бугарската министерка за надворешни работи, која што го негираше во целост македонскиот идентитет и наместо македонци рече северно македонци. Немате вие што да зборите. На страна уште помалку господинот Андреј Жерновски има право да збори за оваа работа. Не те потреба да се истакнуете по овие прашања. Социјалдемократите и социјалдемократската идеологија не се занимава со овие работи. Као што кажа вашиот лидер, господинот Зоран Заев, не му личи патриотизам на СДСМ.